Во електронско писмено соопштение, Демократскиот сојуз на Македонија на Павле Трајанов укажува на злоупотреби на проектот за легализација на дивоградбите од кои се офајдиле функционери на државно и локално ниво. Во соопштението меѓу другото се вели дека проектот на Европската унија за легализација на дивоградбите несомнено има позитивни ефекти, при што голем број на граѓани се стекнаа со право на сопственост на имот што им припаѓал, се разрешија бројни урбани и комунални прашања и слично. Овој процес е попратен и со криминални и коруптивни елементи, како на пример големи компании легализираа стопански објекти и други градби без да платат комунали и други давачки. Најголемиот криминал, според Демократскиот сојуз, се прави со изигрување на законот на тој начин што после определениот критичен датум 3 март 2011 година на државно земјиште се гради импровизиран стамбен објект. Градоначалникот го легализира, се врши откуп на 500 метри квадратни по цена од 1 евро по квадратен метар, потоа се проширува плацот повторно на државно земјиште по багателна цена и на крај најчесто се продава по многу повисока цена од 30 до 100 евра метар квадратен. Сите вклучени во овој нелегален бизнис грабаат од државниот имот. Овој криминал лесно се открива врз основа на снимките направени преку Google, каде јасно се гледа што било изградено до критичниот ден кој се зема како основа за легализација на дивоградбите. Очекуваме оваа појава да се сосече од корен, а градоначалниците кои во изминатите години правеле ваков криминал да понесат одговорност, се вели во соопштението на Демократскиот сојуз на Македонија.